Еколошки активисти и уметници со познатиот лик од серијата Ла Линија ги предупредуваат граѓаните на опасна ерозија и дупка на тротоарот и патот кој води кон рекреативното место Бањиче. Ваквиот креативен начин има за цел да ги алармира градските власти, што поскоро да ја санираат сообраќајницата која е ризична и за пешаците и за возачите. Но патот кој води кон Бањиче на повеќе места е опасен. Ерозија има дожд цел коловоз, а оштетени се и подпорните ѕидови. Граѓаните кои го користат овој предел за рекреација велат дека слечишта се појавуваат откако властите започнале со реконструкција на патот. Кога почне да го прават патот, но си соработници луѓе, не го копајте лево, не сипајте десно затоа што не е природно. Така ни рекле инженерите, рекоја дека и ајде сега, ќе испадне многу дека зборим, прогнозирав дека од 2 години поиќе ова нема да издржи. И факт е да еве, спроти ХЕЦ пења, исекоја неколку бора, ели, створија ерозивно подрачје. Значи од Горномало до Потек горе Бањиче, целиот пат е потечение на пења и од левата страна ерозивно подрачје. Што да речем поиќе не знам. Смета дека треба конечно да се Па сега да нека превентивни мерки да нема вакви. Па штетата е направена, а да се санира треба сега повеќе средства него што се вложени во изградба на патот. А што е многу битно, како дете, знам кога ќе тргнеме од Горномало, мислам, пошто тука сум пораснал, од Горномало до Бањиче, буквално овој период не си можел со кратки ракави да се движиш, пошто имаш оние дрва, багрем имаше. Под цел пат како што води, значи беше ладно едно, а друго целиот пат беше облеан со миризба од багрем, мислим фантастично нешто беше. 79-та година се смени ова што се смени, еве почнувајќи од мостот, ХЕЦ пења, тука се. Самата природа ќе го направи тоа, али данокот го наплаќа природата. Данокот го наплаќа, тоа е, што да речем, поиќе ќе погрешим. Не сум меродавен, мислим да... Еве и ова што ги имаме тука, мреживе, и тие не се одржаваат. Спроти ХЕЦ пења, исекоја неколку бора, ели, створија ерозивно подрачје. Карпи палја. Требало уште на време, кога се патот градил, уште тогаш треба да предвидат дека може да се случат овие работи што се случија покасно. И опасно на сите пешачи. Патот кон Бањиче започна да се реконструира пред 4 години. Тогаш експертите предупредија дека реконструкцијата се изведува нестручно, затоа што патот се проширува, долж стрмните падини на шара кои се уриваат, а се сечат и дрвјата што придонесува за нестабилен терен. Ерозијата на реконструираниот пат Тетово Бањиче на ова место настана пред повеќе од 3 години. Тогаш општинските власти истакнаа дека ќе го санираат патот и тротоарот кој води кон ова рекреативно место. Меѓутоа, досега, наместо санација, слечиштето од година в година се зголемува. Од општина Тетово вела дека заедно со Министерството за животна средина имаат изработено проект за санација и изградба на подпорни ѕидови кон рекреативното место Бањиче. Истиот ќе започне да се реализира откако, како што посочија локалните власти, општината ќе изнајде средства. Пролетта нуди уживање за многу луѓе, поради раззеленетата природа и расцветаните дрвја, но носи и своји ризици. Сезонските алергии се доста чести во последните години. Дури 1/3 од населението има алергија, најчесто од полен. Со самото затоплување на времето имаме и расцветување на зеленилото, односно на цвеќето. Тоа влијае на тие пациенти што имаат напад на алергии, а знаеме дека во светски рамки и размери дека бројот на пациентите кои имат проблеми со разноразно видови на алергени расти, тоа некаде според некои статистики е до 30% на населението, така да сето тоа нормално дека влијае врз здравјето на населението. Лицата со пролетни алергии да избегнуваат престој во природа, а при убот од инсекти, местото да се измие со ладна вода и мраз, а потоа да се побара лекарска помош, советуваат лекарите. Таквите пациенти првин што се со проблеми со алергиите што имат да избегнуваат излети во
во природа каде што би дошле во контакт со таквите алергени кои имат поточно од таквите алергени проблеми, бидејќи не сите пациенти имат алергија од зеленилот, имаме пациенти кои од домашниот прах имат алергија, па тие треба да бидат да излегуваат надвор, нели на природа. Или пак што рековте дека сега се појавуваат и разноразни инсекти кои можат да ги убодат пациентите, нормално дека одма треба да барат помош во матичните здравствени установи кај професионалци, каде што им се дава соодветна помош, бидејќи некогаш знаат, да речеме имаме и очекуваме да имаме и сме имале сведоци сме на поранешните години, имаме доста убоди од крлежи, па посегнуваат пациенти сами да го вадат крлежот, па тој останува внатре, така да при такви случаеви, кога ќе имат, нормално да се јават кај дотичните матични здравствени установи за да им се даде првата помош. Можат сами со ладна вода, со лед. Само толку, бидејќи се ствара тука една хиперемија, се ствара една температура на самото место каде што е убодот и нормално после тоа да се побара помош. Инаку алергијата на поленов прав се манифестира преку кивање, течна секреција од носот, чешање и солзење на очите. Во Гостивар пред споменикот на паднатите борци во Нов, денес беше одбележена 74 годишнината од пробивањето на Сремскиот фронт. Собирот во чест на 15-тиот македонски корпус, кој учествувал во завршните операции за конечно ослободување на Југославија, го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци Гостивар. На настанот присуствуваа представници на организацијата, ограноци на политички партии и ученици. За историските текови врзани со завршните операции од Нов и учеството на македонските воени формации беше прочитан пригоден реферат. Пробивот на Сремскиот фронт бил планиран за 12 април 1945 година во 05 часот. Во текот на првиот ден на борбите, 48-та дивизија имала 236 загинати и 565 ранети, а 42-та дивизија 140 загинати и 408 ранети. Од 12 до 15 април 42-та и 48-та дивизија имале 700 загинати и 2000 ранети. Во истиот тридневен период 7-та албанска бригада имала 90 загинати и 130 ранети, од кои 30 биле командири и комесари на чети. 15-тиот корпус имал 1200 загинати, 3360 ранети, од кои 200 починале, а околу 370 се исчезнати. Одбележувањето продолжи со положување на букети цвеќе на споменикот. Цвеќе положија делегации на боречката организација, како и од гостиварските ограноци на СДСМ и на ВМРО ДПМНЕ. Со едноминутно молчење, присутните им одадоа почит на паднатите борци за слобода. Во завршните борбени операции загинаа 1674 борци од Македонија, од сите националности. Од Гостивар и Гостиварско во борбите за слобода паднаа 332 активни борци и 158 жртви на фашистичкиот терор. Надлежниот јавен обвинител доставил предлог за продолжување на мерката притвор на осомничените лица за трагичната сообраќајна несреќа од 13 февруари кај селото Ласкарци. Продолжување на притворот се бара за сопственикот на компанијата Дурмотурс, раководителот и за возачот на автобусот. За тројцата пак вработени во станицата за технички преглед, што ја проверувале исправноста на автобусот, е доставен предлог за продолжување на мерката куќен притвор, која претходно им беше определена. За едно лице одговорно за контрола на исправноста на тахографот на сила се претходно определените мерки на предпазливост. Истражната постапка за автобуската несреќа продолжува со сослушување на сведоци во јавното обвинителство Скопје, информираа од обвинителството. Кобната несреќа со 16 жртви, која го зави Гостивар во црно, се случи на автопатот Скопје-Тетово, кога гостиварски автобус изгуби контрола
излета од патот, падна во провалија и се преврте. Вчера врз основа на судска наредба полициски службеници од полициската станица Гостивар извршиле претрез во домот и помошни простори на 44 годишник од село Чегране Гостиварско. При претресот биле пронајдени и одземени 3 најлонски кеси со околу 3 килограми марихуана. Лицето било лишено од слобода и задржано во полициската станица Гостивар, а по целосното документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Ноќеска во 3 часот по полноќ во СВР Тетово било пријавено дека околу 23 часот и 20 минути на улица 141 во Тетово бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка, во која учествувале 5 лица на различна возраст, од 30 до 45 години. При тоа бил употребен и нож, а со повреди се здобиле тројца од нив и на нив им била укажана лекарска помош во Тетовската клиничка болница. Увид на местото извршил јавен обвинител и екипа на СВР Тетово. Тетовската полиција информира дека на Баргопота од слобода биле лишени 4 лица и задржани во полициската станица Тетово. По целосното документирање на случајот против учесниците ќе биде поднесена соодветна пријава. Инаку во полицискиот билтен и информација дека надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар поднесе кривична пријава против 17 годишник од село Чегране, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. На 25 февруари 2019 година во Гостивар, по претходна вербална расправија, пријавениот физички го нападнал 18 годишник од село Дебреше Гостиварско, при што со остар предмет му нанел телесни повреди во пределот на главата. – 4243 сообраќајни прекршоци откриле и соодветно санкционирале тетовските полициски службеници на поширокото тетовско подрачје. Поради констатирани различни видови прекршоци, од сообраќај биле исклучени 199 возила. Најмногу од исклучените 137 имале истечена регистрација до и над 30 дена, додека кај 62 возила утврдена е техничка неисправност, најчесто на сопирачките и уредите за управување. Во овој период од сообраќај се исклучени и 545 возачи, од кои 299 управувале без возачка дозвола, 14 со несоодветна категорија, 18 со важечка забрана и 150 возачи почетници. Откриените сообраќајни прекршоци заокружени се со 2217 мандатни и 1196 прекршочни платни налози, како и со 830 писмени опомени, а времено биле одземени 188 возачки и 149 сообраќајни дозволи. Во првите 3 месеци од годинава заради непрописно, односно погрешно паркирање, соодветно биле санкционирани и подигнати 600 возила, информираат од Тетовската полиција. Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат за писменоста или поточно кажано за неписменоста кај младите. Кои се причините зошто младите имаат се помалку знаења, иако завршиле средно па и високо образование. 50% од младите во Македонија се неписмени или полуписмени, покажа едно истражување. Поразителен податок на кој не му се обрна поголемо внимание. Причини за таквата состојба има повеќе. Од лошото образование, преку кризата на моралот и изместениот систем на вредности, па се до шундот и кичот што се нуди на интернет. Неписменоста на младите е ехо на турбокултурата во која во изминатите 20 на години живее македонското општество, велат стручњаците. Тие укажуваат дека постои криза на моралот и нема ориентир за вредности кон кои треба да се тежне, а во медиумите доминираат големи наслови за корупција,
неказнивост, невработеност и изобилство и расфрлање со пари на поединци. Во таков амбиент, резултатите од истражувањето во кое се наведува дека 50% од учениците во Македонија се неписмени или полуписмени, очекувано е дека никого во државата не го вознемирија премногу. Ако имате една голема култура на неказнивост или ако перцепцијата кај јавности, особено кај младите, е дека политичките партии треба да бидат оние кои што ќе водат и оние главни вработувачи, главни понудувачи на перспектива во нашата држава, тогаш имаме сериозен проблем пред нас на кој што мора да се работи постојано. Вели Димитар Низамовски од невладината организација МОВ. Тој посочува дека постојат поголем број млади кои формалното образование го гледаат само како пат кој треба да го изедат само да се вработат, но оти недостасува и воспитно-педагошкиот елемент на образованието. Професорите велат дека проблемот на неписмени млади луѓе е последица на тоа што државата возможува слаба материјална поддршка за образованието и воопшто за јавниот сектор, а дека мотивацијата на професорите е ниска со оглед на вплатите, а на факултетите доаѓаат се послаби генерации. Универзитетскиот професор Ило Трајковски вели дека за жал во македонското општество се помалку се ценат вредностите како што се знаење, образование и култура и дека за напредок постои впечаток дека денес се потребни други нешта. Се менува системот на вредности, ние формираме генерално во сите сегменти турбо култура. Не е битно знаењето, не е битно вештините што ги стекнуваат луѓето. Битно е да дојде до некакви јасно една-две цели, пари и моќ, а начинот на кој што ќе дојде не е важен. Знаењата не се тие кои што ги квалификуваат луѓето да добијат позиција, да речем, во јавниот сектор. Стручњаците велат дека проблемот на неписмени или полуписмени млади луѓе и во нивните родители, објаснувајќи дека односот кон книга, образование, собствен јазик, култура на светот е однос кој што се образува од домот и е работа на домашно воспитание. Ти исто така велат дека сега луѓето може да дојдат во допир до знаење и преку интернет, но дека проблемот на интернетот е што продуцира и голем број на шунд, кич, ѓубре која е нафрлено во форма на информации. Информациите никогаш не се знаење, велат експертите кои забележуваат и дека луѓето веќе немаат концентрација да прочитаат ниту една страница од книга. Тие заклучуваат дека податоците за неписменост на половина од младите во Македонија се погубни и зборуваат за целосна ерозија на моралниот систем. И во соседна Бугарија системот на образование според последните истражувања не ги дава посакуваните резултати. Таму пак главен проблем е како да се навикнат младите да работат и тоа уште додека учат. Надминувањето на така наречената работна неписменост, според работодавачите, ќе биде од пресудно значење за побрз развој на бугарската економија. Владислав Николов со срамежлив младежки изглед и работна униформа им припаѓа на ретките во Бугарија – чираците. Трябва задължително всички ученици по тази специалност да се занимават, да идват по практиките тук в фирмите, защото повече работи се научават. Според Евростат, во Бугарија 15% од младите на возраст од 15 до 24 години не посетуваат училиште, не работат или не посетуваат курсови, што е за 5% повеќе од европскиот просек. Оние кои се на училиште пак воопшто не се обучуваат со потребните вештини за работа, се жалат работодавачите. Комбинацијата на стручно образование со обука на работното место е одамна воспоставена практика во земји како Швајцарија, Германија и Австрија и представува клучен фактор за виталноста на нивните пазари на труд. Но Бугарија ваквите шеми ги започна пред некоја година со цел да се справи со се поголемиот недостиг на работна сила. Николов еден од тројцата 17 годишници кои беа прифатени во Габинвест, фабрика за ловечки пушки од Габрово на северот на Бугарија. Оваа брзорастечка компанија очојно бара квалификувана работна сила, вели техничкиот директор Пламен Петков додавајки. Кам днешна дата дефицитот на кадри е огромен, ние търсим всякакви възможности за да пополним този дефицит. Дуалното обучение е една голяма възможност за нас да подберем такъв персонал. Самиот Николов вели дека неговото школување му овозможува да научи повеќе отколку на училиште. Но тој признава дека е тешко да се станува, да се доаѓа на време и да се работи цел ден. Николов минува 2 дена во неделата во фабриката, а други 3 во училиште.
Работодавачите се гладни за работници и поради продолбочувањето на демографската криза и големиот екзодус квалификувани работници, откако оваа најсиромашна земја членка на Европската Унија му се приклучи на блокот во 2007 година. Според Обединетите нации, бугарското население од 9 милиони во 1989 година се намали на околу 7 милиони сега. Истражувањата покажуваат дека заедно со IT инженерите и лекарите, исто така има и голем недостиг на возачи, готвачи, келнери, бравари, заварувачи. 17 годишната Стефани Тодорова, чирак во еден ресторан во Софија, вели: Готварството е една изключителна нова реализация за абсолютно всички тинейджери, още повече, че професията готвач се разраства много из България и чужбина и не само. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во кое се осврнавме на проблемот со неписменоста на младите. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди и локални врнежи од дожд. Температурите се движеа во интервал од 2 до 18 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно и нестабилно време, со локален поруен дожд и засилен ветер, особено попладне. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни и проследени со грмежи. Температурите ќе се движат во интервал од 2 до 17 степени Целзиусови.